зошто потфрливме како општество да ја всадиме таа љубов кај младите за еден ваков начин на живот, кој што секако придонесува само за помирување и за ширење на мирот, секако. Бидејќи има премногу непотребна турбофолк култура, турбофолк музика и турбофолк и политика. Клучно е образованието, школа. Ако добро се инвестира во образованието, иначе како беше и мислам и кај вас и кај нас во времето на режимот, на режимите. Многу повеќе се читаше тогаш. Елви Сидери, многу ви благодарам што го прифативте ова интервју, кога зборуваме на тема култура и помирување. Секогаш ве спомнувам вас како еден пример без преседан на Балканот, или барем јас лично не сум запознала друг човек кој што зборува преку 15 јазици, има напишано преку 7 книги и едно безброј преводи од сите европски јазици. Благодарам што одлучивте да бидете мој гостин денеска и како што кажав, јас дури не познавам подобар пример на Балканот за оваа тема. Првото прашање е секако колку ви беше тешко, дали ви беше тешко и од каде желбата да посегнете по учење на толку многу јазици? Прво јас сум благодарен што ме избравте мене за овој вид интервју. За јазиците тоа е нешто природно. Има луѓе што го викаат како талент, може би и мој собствен талент. Не знам, јас од секогаш сум ги обожавал и ги сакам јазиците. За мене тоа ми е како некој спорт, како некој вид спорт. Јас не играм фудбал или сум играл малку кошарка. Некогаш, но за мене да читам на некој нов јазик, нов странски јазик и да учам некој јазик е задоволство. Јас на таков начин го поминувам времето и после мислам дека на некој начин и семејна традиција, значи и мојата мајка што е лекар и психолог зборува од 8 или 9 јазици. Брат ми е професор по странски јазици во Англија. И мојата баба беше преведувач на француски и италијански. Баба на страна на мајка ми, моето дедо на страната на татко ми студираше 8 години во Москва, значи и тој знаеше руски, знаеше италијански и пред тоа. Значи нешто е во семејството и моето потекло, ние сме делумно доаѓаме од Солун, другиот дел е од Корча, од потеклото и се знае Солун беше град на многу народи, јазици, исто така и религии, значи има се сефардити, што доаѓале евреи, што доаѓале од Шпанија и тие зборувале некој стар шпански јазик, имаше и многу словени, и македонци, имаше и албанци, православни и муслимани, имаше и грци, и сето тој можеби и потеклото од тој град, од овај град, од Солун, има нешто во мене. Вие сте родени во Албанија, ако не се лажам. Да. Во моментов се наоѓаме во Косово, а разговараме на македонски јазик. Колку е важно да се знаат, да се разбира јазикот на најблискиот сосед пред се, колку вас тоа ви помогна во животот, не од кариерен аспект, од еден човечки аспект, кога се движите вака низ Балканот, вие сте можеби единствениот човек што може да се разбере со апсолутно сите и балкански, но и европски јазици. Колку е важно да се има таа предност да се разберат сите? Многу е, тоа е клучно, не е важно, посебно во нашиот регион. Тоа е толку мал регион, а има толку многу, мислам, 11 или 10 држави и многу народи. И има многу народи што не се познават.
посебно соседите, значи Албанија со Македонија, Албанија со Грција, Македонија, не знам, со Косово и исто така и со румуните и со хрватите и ние сме многу блиски народи, имаме многу слични народи, но тоа не е клучниот проблем, што не се познаваме доволно. И кога го знаеш јазикот на соседот, тогаш се отвори еден прозор во неговата или нивната култура и нивните традиции и после кога можеш да разговараш, да се разбереш со соседите, со луѓето, со местните луѓе од другите соседни држави, после видиш и сличностите појасно колку сличности има исти традиции, исти празници, исти обичаи или слични и обичаи. Тоа се случи со мене и посебно со Македонија и со македонците. Потеклото од моето семејство од Корча е многу близко со Македонија. 30 километри и нешто преку Преспа. И видиш дека има и многу, посебно во Корчанскиот регион, има и многу зборови што се слични. Например, во Корча една мала уличка се вика улица, не руг, како на албански. Има и многу други зборови. Бидејќи народите биле блиски и попримаат еден од друг. И постана нешто како една смеса на традиции, на јазици. Како што кажав, безброј преводи и 7 ваши книги, меѓу кои една и за градот Охрид, оваа која ја држам јас во моментов на албански јазик. Од каде инспирација да се пишува за Охрид? Од моето детство. Јас сум човек што јас имам езерски вкус, ако може да се каже. Многу ги сакам езерињата и реката. Во Албанија имаме две мориња, Јадранското и Јонското. Од секогаш го сакам многу Оринското езеро. Кога бев мал, одевме со семејството во лето во Поградец за одмор. И зборувам за 80-тите години и од другата страна беше Македонија. И тогаш беше забранета страна, беше времето на комунизмот, се уште во Албанија и се гледаше слободно скопска телевизија. И местните луѓе рекоа Шкупи, да гледаме Шкупи сега, шо им Шкупин. И имаше убави програми, јас се сеќавам, ние одевме во јули и по неколку зборови ги научив од тоа време кога гледачи вашата телевизија во времето на нашите одмори и после падот на режимот кај нас и независноста на Македонија, прв пат сум бил во Македонија во септември 91-та, значи после референдумот. Веднаш по референдумот. И да, и беше првото место надвор од Албанија што видов. И имам овие сеќавања. Зборувавте македонски во тој момент? Не, знаев само добро и вода. И подоцна почна изучувањето на сите овие јазици. И почнувавме да одиме во одмори во Македонија, во Струга, во Охрид, во Охридската ривиера, Пештани, Торпеца, Лубаништа. Знаеш, овој прекрасен дел на Оринското езеро и јас почнував малку по малку да научиме македонски. Значи, кога читав да кажеме ресторан, јас бил тоа Н е Х за нас и малце по малце и разбирав. И Охрид беше дел од моето детство. И одморите во Охрид и градот и знаеш, тоа е толку стар град, толку убав, со толку многу цркви, историја и еве и инспирацијата за оваа книга. Споменавме над 15 јазици, да дадем едно мало појаснување. Освен сите овие наши балкански јазици, тука спаѓаат и словачки, словенечки, руски, француски, германски, шпански, каталонски, португалски, турски, буквално сите европски јазици. Колку беше тешко да се совладаат сите овие јазици. И тоа на едно, ќе кажам, завидно ниво, да можете дури да правите преводи на сериозни литературни дела на сите овие јазици. Колку беше тешко, колку години од животот ви одзема? Јас
првиот странски јазик што учев беше италијански, но не е тешко. Значи во Албанија, посебно во крајбрежјето и во Тирана или големите градови, помалку сите знаат малце италијански, значи со албанскиот јазик што е мајчински јазик, од раното детство сум знаел и италијански. И после малце по малце, јас сум бил среќен што учив и англиски многу рано, значи од кога имав 6 години. Значи мајка ми се одлучи, ми рече оди, значи пред да одам во школа, од првиот разред сум веќе знаев и англиски, значи италијански и англиски. Кога имаш 6 години знаеш веќе две странски јазици, после не е толку тешко и се претвори во некој обичај за мене. И во почетокот ти е како игра, занимлива игра и после се навикнеш на тоа. Станува природно. Да, ми станува природно, никогаш не ми беше тешко, значи може со некој посебен јазик, со германскиот, се уште учам, не, со македонскиот не. Значи Македонија многу ми се добаѓа од почетокот. Веќе реков дека беше првото странска држава и искуство што видов и значи посебно кога направиш една врска меѓу јазикот и народот и нешто што ти се допаѓа, полесно ти е. Не може секогаш да биде академично. Да те натера да научиш нешто. Споменавте и вие тој факт, меѓутоа има и една изрека која вели научи го јазикот за да ја запознаеш туѓата култура. Да. Вака сега кога од оваа гледна точка, од позиција на говорење преку 15 јазици, како што кажав, на едно завидно ниво, колку ви се смешни, трагични или трагикомични сите овие политички ситуации кои што ги живееме ние овде на Балканот? Еве, например, во Македонија се уште трае полемиката за двојазичност, за кој јазик треба да го знае. Како еден уметник, еден полиглот како вас ги доживува овој политички дискурс? Нешто како трагикомично и нешто што не е сега современо, кој не живееме во 19 век. Значи имаше едно време за тоа нешто, не е сега. Значи има еден пример во Албанија што е малку смешно или трагикомично, ти е Пустец. Што единствената општина во Албанија и мислам и надвор од Македонија, да, кај што македонскиот јазик е службен јазик. Сега почнува и бугарски. Да. Сега практично, практично се смени таму со состојбата после овој попис. Не се современи нешта. Треба да биде веќе поминато. За мене се безсмислени. Навистина. Гледате ли желба кај младите луѓе да ги надминат овие, еве, ова ќе скоментирам од мој сосема субјективен аспект, тоа можам да го почувствам и овде во Косово, и во Македонија, и во Албанија. Вака надвор на улици ние не можеме да видиме никакви етнички тензии. Сето тоа останува на некое ниво, па ќе кажам политичко ниво, што го прават политичките партии во обид да дојдат до гласачи и нивни луѓе кои контролираат безброј профили на социјални мрежи, меѓутоа народот не живее во една таква атмосфера. Гледате ли промена на свеста, посебно кај новиве, кај младиве генерации кои доаѓаат, ги надминуваат ли младите генерации овие политички наметнати проблеми? Јас се надевам дека ги надминуваат. Јас не чувствувам некоја голема омраза. Значи нешто тоа ти е повеќе нешто во Facebook, во социјалните мрежи, сите сака да бидат големи патриоти, да го најдат непријателот прво во сопственото општество и после кај соседот. Народот не е така оптеречен со такви предрасуди. Имате ли чувство дека зборот, бидејќи го спомнавте зборот патриот, имате ли чувство дека погрешно се перцепира тој термин кај нас на Балканот? Да. За нас патриот е шовинист. Треба да имаш да шириш омраза против сите.
Реков и порано, во сопственото општество, да го најдаш тој сопствениот непријател и после кај соседите. Зошто балканците сакаат зошто толку многу им треба непријател и зошто го мешаат овој термин со нешто што навистина не е така, како на пример омраза и непријателство кон некој друг. Всушност зборот патриот е само да се сака своето и никако не подразбира мразење или негирање на туѓото. Зошто културолошки не сме пораснале толку како Балкан, како регион, за на новите генерации реално и детално да им објасниме што всушност значи патриотизмот? Не знам, јас мислам дека ние погрешно го свативме таа француска филозофија на 18-тиот или 19-тиот век од национализмот, од патриотизмот. За нас можеби поради робството, сите странски империи што влада кај нас и после фактот дека имаме толку мали држави, мал простор за живење и тој мал простор го сакаме само за нас. Нели треба да не сближи повеќе тоа што сме заедно на мал простор? Би требало и за нормалниот народ така е. А за големите, за политичарите или за тие што премногу викат во социјалните мрежи, не. И затоа и сега како тешко е да кажеш дека си патриот или националист. Да си националист треба да имаш омраза за другите народности. Треба да си го сакаш двоето без да имаш проблеми обавезно со другите. Каде ја гледате причината за таквата состојба? Не читаме доволно, не сме доволно образовниот систем потфрлува. Кој потфрлува во цел овој систем за да се доведеме до една ваква историчарите, состојба? образовниот систем, тој минатото, изолираното минато што имавме, академите на науките. Јас имам проблем со сите академии на науки во нашите простори, изгледат нешто многу непотребни. Нашите идејата што имаме ние во Балканот за академија на науки е само да се шири шовинизам, значи да се тврди научно дека само ние сме стари и другите се сите. Да, и тоа сите народи ја имаат буквално истата теорија, само со сменета држава, така да кого и да прашаме на Балканот, тоа е најстариот народ. Ако видиш во Европа, значи и ние сме во Европа, не е тоа. Ако видиш во цивилизираната Европа, немаш академија на науки во Италија или во Шпанија или во Португал. Мислам дека има само во Франција. Немаш академија на науки. Што ти треба на академија на науки? Треба да имаш наука. Академија на науки што треба само да шири шовинизам не е потребна. Посебно за нашите народи. Зошто, каде ја гледате причината зошто не инвестираме доволно во култура, зошто не создаваме една таква свест? И тоа, културата е многу широк поим, па затоа и ќе набрам неколку, например, млади деца постојат кои е многу тешко да се натераат да одат во театар, на ликовна изложба, на поетско читање, на било што подразбира сериозен уметнички и културолошки настан. Зошто потфрливме како општество да ја всадиме таа љубов кај младите за еден ваков начин на живот, кој што секако придонесува само за помирување и за ширење на мирот, секако. Бидејќи има премногу непотребна турбофолк култура, турбофолк музика и турбофолк и политика. И кој е виновен за цела оваа турбофолк култура? Ние сме виновни. Каде го гледате решението или еве ќе кажам спасот? Ова ве прашам бидејќи како поминува времето станува, особено кога разговараме за помладата популација, можам да забележам дека станува се полошо. Ако ние читаме волкави книги или можеби уште поголеми и класици и томови, денешната младина чита што е можно помали книги, што е можно пократки
филмови, пократки формати, сега се е сведено на модерните термини, рил, меме, буквално што е можно пократко. Како да најдеме излез од оваа ситуација за да се вратиме па и како држави назад на прав пат. Прав пат го велам од еден културолошки аспект, да внесеме една сериозна љубов и грижа кај младите за културата и за уметноста. Клучно е образованието, школа. Ако добро се инвестира во образованието, иначе како беше и мислам и кај вас и кај нас во времето на режимот, на режимите. Многу повеќе се читаше тогаш. Имаше градски библиотеки, махалски библиотеки, сите сакаа да чита. Океј, немаше интернет тогаш, но имаше сепак телевизија и цртани филмови. Но многу повеќе читавме тогаш. Имаше и во пред транзицијата и демократија. И зашто таа генерација што многу читаше некако не го пренесе тоа понатаму? Бидејќи таа генерација ја фати можеби не најдено транзицијата. И се промени режимот и системот на животот и веќе тие немаа време за тие нешта. Клучно е секогаш образованието. И треба да све да направиме за децата и за младите генерации да биде занимливо, интересно да читат. Да знаат дека во рил ништо не гледаш или во некој краток пост. И јас имам Facebook профил, но секогаш објавувам, значи не секогаш, но скоро секогаш објавувам само моите преводи на поезии, на песни, на нешто филозофско. Не правим политички постови или не знам да кажам дека сега одам да пијам нешто или да јадем нешто. Може и Facebook и социјалните мрежи да се употребуваат за културни нешта, за уметнички нешта. Зошто во образовниот систем комплетно ни се исфрлени деловите за нашите соседи? Буквално комплетно, можеби во онаа поранешна држава во Југославија сите тоа било централизирана една држава каде што сите учеле едно исто, меѓутоа денеска во образовните системи кога разговараме за култура, ние не можеме да најдеме некоја содржина за косовски уметници, за албански, за грчки или обратно, во Грција не се пишува ништо за албанските, македонските, исто и во Албанија не се учат, например, македонски просветители, македонска историја или грч. Зошто сме систематски оттуѓени еден од друг? Бидејќи соседот не постои или не е невидлив. Значи постои, ние соседот нас не е не сме интересирани за неговото постоење. А иначе во Албанија има барем еден или две примери што се интересни. Но, значи еден од најпознатите албански писатели од минатиот век, а тој е многу познат и тука во Македонија, еден етнички македонец од Албанија, Стерио Спасе. И сигурно и нашиот пријател тука го има читано. Стерио Спасе беше етнички македонец. И тој е многу познат во Албанија, значи роден од Пустец, или роден во Тирана, но со потекло од Пустец. Тој напиши десетина книги во Албанија и сите знаеа дека тој е македонец. И има еден огромен дел во албанската литература од минатиот век. И еден друг многу познат писател од 30-тите години на минатиот век од Албанија, што скратено се вика Миџени, тој се викаше Милош Ѓерџ Никола. Тој беше роден во Скадар, еден од најдобрите и најпознатите албански писатели и поети. А семејството на Миџени доаѓаше од Горна Река во Македонија. Значи неговото татко беше роден од Горна Река, близу Гостивар и Мавро Ростуша. Значи имаме такви врски, но не се дел од образовен систем. Никој во Македонија не знае за нив. Толку тоа сакав да го кажам. Никој во Македонија не знае за нив. Предпоставувам таква е состојбата и со Албанија и со Косово. Да. Овде не се познати оние албански писатели или дејци кои што, например, се познати во Македонија. Значи во Албанија никој не знае за браќата Миладиновци или сите други. Знам јас, бидејќи јас знам Македонија, но никој друг. Во оваа книга имам
некои поезии од браќата Миладиновци. За Орицкото езеро, за тога за југ. И вака од овој аспект, ако повторно ја земеме главна девизата запознај го јазикот за да ја запознаеш културата, која култура европска до сега ви оставила најголем впечаток? Шпанската. Без конкуренција? Шпанската, тука, после другите. Италијанска, француска. А ние балканците, каде сме во таа приказна? Некаде. Постоиме. Не, имаме голема сега. Ако Грција ти е блиску, значи грчката култура, демократија, филозофија, сето тоа е антиката, на грчката антиката. Не е малку да живееш блиску до нив. Имаме и ние култура, и србите имаат култура, и хрватите имаат култура, и македонците имаат култура. И ние, и бугарите, сите имаме култура, но не се познаваме доволно. Која ви остави најголем За мене е впечаток? Шпанија. Јас сум живеел долго време во Шпанија. Секогаш неколку патови секоја година одам во Мадрид. Шпанската култура и испанската култура, не само шпанската, значи и Латинска Америка. Тоа ти е мојата литературна култура. Сега повторно морам да се вратам на јазиците и на нашите проблеми, особено кај нас во Македонија двојазичноста е веќе реалност. Овде во Косово и да не разговараме, речи си секој граѓанин зборува и албански и српски. Што е поважно? Да зборуваме некој јазик или поважно е да се разбереме на било кој јазик? Ева, например, овде во Косово со многу голем број мои колеги, бидејќи не ги познаваме, јас албанскиот, колегите македонскиот, разговараме на англиски. Што е поважно? Да ги запознаеме јазиците за да се почитуваме или важно е само да се разбереме и така доаѓаме до почитување и до едно помирување? Ние никогаш, мојава генерација никогаш и не била скарана. Меѓутоа, сепак, разбирањето е нешто што останува како потреба. На крајот на денот, важно е на кој јазик разговараме за да се разбереме и почитуваме? Важно е да се разбереш, да се почитуваш. После како, преку јазикот секогаш е полесно. Но важно е да се почитуваш. Make love, not war. Нешто слични проблеми како нас на Балканот ги имаат и северните Словени, така ќе ги кажам, во контекст на актуелната војна Русија-Украина, рускиот јазик кој исто така го зборувате, е јазик кој го зборуваат многу милиони луѓе поради истото онаминато слично на нашето и поради СССР и сите тие држави зборуваат руски. Сега гледаме еден тренд на луѓето да се одвојат од тој јазик. Лично, субјективно мислење, треба да се одвојуваме, да бегаме од познавањето на оние јазици кои веќе ги познаме или напротив, треба да изучуваме што е можно повеќе јазици да се зближуваме, па дури кога некој со нас не е добар сосед. Еве овде ќе го посочам примерот Македонија, Бугарија. Например, ние во моментов не сме во добра политичка состојба, меѓутоа кога ќе седнеме да разговараме, се разбираме. Сличен е јазикот. Не, сега и контекстот е важен. Сега се уште има војна, трае војната таму и чувствата се многу по екстремни во Украина, кажем. Не може. Не е проблем со јазикот. Значи во Шпанија, шпанскиот контекст многу добро го познавам. Во Каталонија национализмот е многу јак, но и во Барселона сама повеќе од 90% зборуваат шпански. Меѓутоа, повеќе од 90% во книжарниците продаваат книги само на каталонски. Да, и тоа ти е. Но луѓето, обичните луѓе зборуваат шпански, сепак. Така, да. И тие имаат посебни закони регионални за одбраната или промоцијата на каталанскиот јазик. Значи таму и со баските исто е. И во Билбао се на шпански и на баскиски јазик, но баските зборуваат повеќе од 90% шпански.
Не ти е проблем со јазикот. Можеш да бидеш голем националист и да зборуваш повеќе од еден јазик. И во Јужна Албанија има многу луѓе што зборуваат грчки и албански истовремено. Тоа ти е со граничните региони така ти е. Не може да се изолираш и јазично и културно од соседите. Сидери, ние во овој момент не сме во некоја напредна до сега и за тоа разговаравме дека новите генерации се трудат да се задржат на што е можно пократки формати, немаат трпение за читање, од друга страна нашата реалност ни наметнува една друга обврска, повеќе да се разбираме, повеќе да комуницираме. Прашањето ми е како ја гледате иднината овде на Балканот? И тука уште еден има голем фактор, а тоа е желбата кај младите да го напуштат Балканот, а тоа е во сите балкански држави. Тоа е исто без оглед за која балканска држава разговараме. Желбата на младите да го напуштат Балканот кај сите млади е речиси голема. Што ќе му се случи на Балканот, на сите овие наши, навистина ги велам наши, бидејќи се наши држави, го велам тој затоа што во секоја од овие држави јас навистина се чувствувам како дома. Каква иднина не чека вака како што сме тргнале? Нејасна. За сега е нејасна иднина. Магловита иднина. Проблемот со Балканот е што се испразни. Посебно од младите генерации. Нема население и во Србија, и во Албанија, и во Косово, и во Македонија. Има или многу помалку од што имаше пред 30 или 20 години, и во Бугарија посебно. Тоа ти е проблемот. Луѓето да остануваат тука. И затоа кажам дека е нејасна иднина. Се надевам дека ќе биде нејасно, но во добар пример, но и во еден паралела една ќе направам, ако порано во оние најцрни, најлоши времиња, диаспората од други држави, од други центри на мој творела на нашите јазици, на македонски, на албански, на српски. Дали денеска постои таков тренд? Дали сето ова што сега е одселено од Балканот ќе продолжи да твори на нашите домашни јазици или ќе твори на јазиците во оние држави каде што одлучиле да го поминат својот живот или каде што одлучиле да си направат нов дом. Останата ли е она носталгична потреба, ќе кажам, на оние постари генерации, каде и да си го негуваат својот јазик? По старите генерации. Со англискиот јазик сите се асимилираме, посебно младите генерации, но ако ги видиш Рита Ора или Дуа Липа или Ава Макс или Бебе Реџа, сите се албанки, но песните се на англиски. Сега не можам јас да замислам Рита Ора или понекогаш приватно, но сега во големата зветовна сцена да пеја во албански. Така ти е иднината. И сосема за крај. Која е вашата порака за, да ќе кажам, за сите народи на Балканот овде, за да стигнеме до едно посакувано ниво и на помирување, и на почитување, и на меѓусебно разбирање? Што е она што вие би му го кажале со вашето литературно искуство, со вашето богатство кое го познавате, тоа е знаењето на толку многу јазици? Што би му кажале на еден млад човек за да го натерате да ги сака сите своји соседи или сите околни народи, или пак за да помогнете да се отстрани она нетрпеливост или она омраза кон туѓото? Јас би рекол, немојте да се изолирате или да се само изолирате. Не е веќе време на пандемија, немојте да останете дома целото време. И Балканот е мал, не е голем. Може слободно да се патува кај што да сакаш. Од Скопје можеш да одиш во Тирана за 6 или 5-6 сати, од Скопје во Приштина за колку? 1 час, час и пол. Од Приштина во Београд, од Београд во Сарајево, блиско е све. Ако одиш кај соседите, ќе се чувствуваш дома. Видиш, има цело време го рековме тоа. И имаш слични традиции, слични обичаи,
и менталитетот е сличен. Апсолутно. Насекаде во Балканот ти си го рекла, се чувствуваш дома. Да. Но треба да не се само изолираш. И ментално, и природно. Патувајте, читајте. Ако можете да научите некои од јазиците на вашите соседи, зошто да не? Посебно во Македонија со ова мешано општество, уште полесно е да се учи јазикот на соседот. Елви Сидери, благодарам многу за овој денешен разговор. Мене навистина ми беше чест и задоволство што го прифативте овој интервју, што имав прилика да поразговарам со вас на овие теми. Задоволство беше и за мене. Благодарам уште еднаш.